Почитувани, уште на почетокот на мојот мандат како градоначалник пред сите вам се обврзав дека ќе ја направиме нашата општина економски атрактивна, безбедна, урбанизирана, со развиена патна и комунална инфраструктура. Општина со квалитетни образовни, социјални и здравствени услуги. Општина партнер на локалниот бизнис и секако општина во служба на своите граѓани. Убеден сум дека во периодот што измина успеавме да постигнеме голем дел од овие цели. Причината зашто го тврдам ова е реализацијата на нашите проекти и активности минатите 3 години, со која постигнавме нашата мисија, а таа е подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани. Посебно ме радува податокот дека голем дел од реализираните проекти беа предложени и спроведени во соработка токму со вас граѓаните. Како приоритети што за нас беше и обврска да ги реализираме во побрз срок, а се разбира во рамки на можностите. Со домаќинско работење и неселективен пристап кон сите граѓани и населени места. Успеавме да оствариме солидни резултати во локалниот економски развој, во патната, комуналната, енергетската инфраструктура, образованието, во детската заштита, урбанизмот, екологијата, културата, спортот и другите сфери на општественото живеење. Особено ми е задоволство што нашето работење беше препознаено и сме една од најтранспарентните институции, чија активна транспарентност е на самиот врв во државата и сме општина со најголем раст во изминатите 3 години. Почитувани сограѓани, уште на самиот почеток на мандатот во еден инклузивен процес изготвивме стратешки план за развој на општина Илинден 2022-2026. Изминатиот период во подготовката и реализирањето на нашите годишни планови во најголем дел работиме и се водиме токму по овој стратешки документ кој ни беше патоказ изминатите 3 години, во кој изградивме, реконструиравме, саниравме и рехабилитиравме над 150 локални улици и патишта, пешачки патеки, тротоари во должина од над 44 километри. Изградивме канализациони системи во вкупна должина од над 32 километри. Нови водоводни линии во должина од над 5000 метри. Во рамки на проектот Светла општина Илинден поставени се нови линии на улично осветлување во должина од над 14 километри. Истовремено, во насока на зачувување на здравата и чиста животна средина, успеавме да изчистиме над 100 километри отворени одводни канали, како и да засадиме над 100.000 садници во рамки на акцијата Илинден зелена општина. Исчистени се при тој над 30 диви депонии. Како поважни проекти би ги издвоил изградбата на здравствениот дом Илинден, кој е во финална фаза. Изграден е кружен тек на влезот на општината, по кој општината станува веќе и препознатлива. Комплетно е реконструирана улица Петри 2 во Марино, со должина од 1900 метри и изградена нова пешачка патека во должина од 1200 метри. Извршена е комплетна реконструкција на локален пат Миладиновци-Бујковци со должина од 1500 метри. Реконструиран е дел од патот Илинден хиподром во должина од над 700 метри. Реконструирана е една од главните улици во населеното место Бунарџик во должина од 650 метри. Целосна реконструкција и санација направени на раскрсницата помеѓу населените места Кадино, Марино, Бунарџик и Миладиновци, која е клучна во функционирањето на патниот сообраќај за тој дел од населението. Извршена е реконструкција на дел од улица 11 во Кадино и изградена е пешачка патека во должина од 300 метри. Во местноста Јака асфалтирана е главната улица со пешачка патека во должина 350 метри, а дополнително во Јака изградена е улица 109 со пешачка патека во должина 430 метри. На улица 2 реконструирана е пешачка патека во должина 620 метри и изградена нова пешачка патека која поминува преку надвозникот во Илинден во должина од 650 метри. Реконструиран е коловозот на улица 9 и Петри 2 во населба Илинден и Марино во должина од 815 метри заедно со пешачки патеки. Се започна со реконструкција на една од главните улици во Илинден, тоа е улицата 8, во должина од над 1100 метри заедно со изградба на целосно нова пешачка патека. Се реконструираше улица 36, која е главна сообраќајница за локалната економска зона Карагач, но и главна артерија која ги поврзува населените места Ајватовци,
Пунарџик, Бучинци, Бујковци и Мршевци, со населба Илинден, но дополнително и со излез на автопатот Скопје-Куманово во должина од околу 700 метри. Изградена е улица 11 во стопанскиот комплекс Илинден во должина од околу 600 метри. Изградена е улица 6 во локалитетот Ограѓа во должина од 120 метри заедно со пешачка патека. Направени се и реконструкции на улиците 13, 24, 32 и 27 во Илинден со вкупна должина од над 2000 метри. Тековно се реконструираше во две фази локалниот пат Кадино-Мралино во должина од 1230 метри со изградба на нова пешачка патека по целата должина. Изградена е и трим патека со пропратна урбана опрема која се протега во ридскиот дел на општината, од Еватовци до Бучинци во должина од 5 км и е одлично место за спорт и рекреација на сите жители. Со цел зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот, континуирано се работи на поставување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација. За поголема безбедност извршено е санирање на сите три железнички премини на територија на општина Илинден. Почитувани, во делот на фекалната канализација, изграден е колекторскиот систем Илинден-Марино во должина од над 5000 метри. Се гради капиталниот проект за фекална канализација во местноста Плац во Илинден, каде досега се изградени над 2700 метри линија. Изградена е фекална канализација во местноста викана Ограње, населба Илинден, во должина од 960 метри. Се започна со изградба на капиталниот проект за изградба на фекална канализација во Кадино, каде досега се изградени над 900 метри. Изградена и канализациона мрежа во местноста Јака во должина од над 6500 метри. Исто така, во изминатиот период пуштени се во употреба и две нови пречистителни станици, едната во Илинден, а другата во Кадино. Се работеше на модернизирање и подобрување на водоводниот систем и мрежа низ целата територија на Илинден, па во таа насока отворивме нова лабораторија за испитување на квалитет и контрола на водата за потребите на ЈКП Водовод Илинден. Обновена е примарната водоводна линија на потегот Илинден-Марино во должина од над 600 метри. Целосно обновена примарната водоводна линија на потегот од Марино до Кадино со должина од над 650 метри. Започнато е со обнова на примарна водоводна линија во населено место Кадино, каде досега се заменети цевките во должина од над 500 метри. Набавена е специјална машина за одржување на канализациони системи во собственост на ЈКП Водовод Илинден. Набавена е нова автоцистерна за отпадни води за потребите на ЈКП Водовод, која деновиве ќе биде ставена и во функција. Во делот на управувањето со комуналниот отпад сериозно се вложуваше во модернизација на јавното претпријатие ЈКП Илинден. Па така, набавени се и две специјални возила за